Добре дојдовте на вториот дел од предавањето за дополнителна ниво А1 граматика. Ако се уште не сте го погледнале, гледајте го првиот дел од дополнителната граматика на видеото кое се снимаше претходно. Во ова видео ќе дообјасниме за она што ни остана од првото видео, односно за инверзија во реченицата и за прашањата на избор, или на германски кажано welche Fragen. А сега да започнеме. Инверзион или инверзија во реченицата. Што означува инверзион во реченицата? Инверзија е промена на местата на зборовите во реченицата, но без да се промени нејзиното значење. Се прави на начин што глаголот го променува местото со субјектот. И во двата случаеви на формирање на реченица е точно. Кога се користи инверзион во реченица? Нема правило кога се користи класична, а кога инверзна реченица. Значи можеме во кој било случај да ги користиме двата начини. Да видиме еден пример. Јас доаѓам понеделник дома. Ich komme am Montag zu Hause. Понеделник доаѓам јас дома. Am Montag komme ich zu Hause. Значи, и во двете реченици имаме исто значење и во двата случаеви на формирање на реченица е точно кажаното. Како се прави инверзион во реченицата? Значи, субјектот или подметот во реченицата го променува местото со сврзникот. Глаголот секогаш останува на позиција 2 во реченицата. И секогаш глаголот и субјектот мора да останат еден до друг. Да видиме пример. Во горната табела ќе објасниме класична реченица, каде што редоследот на зборовите се подмет, глагол, сврзник и додаток. А во втората табела ќе објасниме реченица на која ќе користиме инверзија, и тоа редоследот на зборовите ќе бидат сврзник, глагол, подмет и додаток. Значи глаголот секогаш си останува на позиција 2, а подметот и сврзникот ги променуваат своите места. Ich mache von Montag bis Freitag eine Übung. Јас правам од понеделник до петок вежба. Ова е класична реченица, а со инверзија би била von Montag bis Freitag mache ich eine Übung. Од понеделник до петок правам јас вежба. Да видиме уште еден пример. Како класична реченица, Du trinkst am Morgen Tee. Ти пиеш на сабајле чај. Со користење на инверзија би била Am Morgen trinkst du Tee. На сабајле пиеш ли ти чај? А сега да видиме повеќе примери за инверзија во реченицата да стани појасна. Во левиот дел од табелата ќе имаме расказна реченица
а во десниот дел од табелата истата реченица расказна, но со користење на инверзија. Es gibt ein gutes Museum in der Stadt. Има добар музеј во градот. Со инверзија би било In der Stadt gibt es ein gutes Museum. Во градот има добар музеј. Втор пример. Ich habe Englisch 8 Uhr. Јас имам англиски во 8 часот. А со инверзија би било 8 Uhr habe ich Englisch. Во 8 часот имам јас англиски. Значи, и во двата случаеви го имаме истото значење и можеме да го користиме кој сакаме тип на формирање на реченица. Ich esse jetzt. Јас јадам сега. Jetzt esse ich. Сега јадам јас. Wir gehen nach Hause. Ние одиме кон дома. Nach Hause gehen wir. Кон дома одиме ние. Ich lerne heute Abend Deutsch. Јас учам денес вечер германски. Heute Abend lerne ich Deutsch. Денес вечер учам јас германски. Klaus geht heute ins Kino. Klaus оди денес во кино. Heute geht Klaus ins Kino. Klaus ins Kino. Денес оди Klaus во кино. И последна реченица од овие примери. Ich bin jetzt in Deutschland. Јас сум сега во Германија. Со инверзија би ја формирале Jetzt bin ich in Deutschland. Сега сум јас во Германија. А сега да направиме мала вежба, да видиме дали сте запамтиле. Man isst in Italien Pizza. Како би била истата реченица со истото значење со инверзија. Мала помош. In Italien isst man Pizza. Во Италија се јади пица. Во оваа реченица, освен тоа што вежбаме инверзија, го вежбаме користењето на безличната именка или man, за кое правило можете да огледате видеото за дополнител на ниво A1 граматика, дел 1. Втора реченица Ich fliege morgen nach Frankreich. Јас летам сабајле кон Франција. Обидете се да ја формирате со инверзија. Morgen fliege ich nach Frankreich. Сабајле летам јас кон Франција. Трета вежба. Ich bin heute zu Hause. Јас сум денес дома. Heute bin ich zu Hause. Денес сум јас дома. И последна вежба. Man isst in Frankreich viel Käse. Се јади во Франција многу сирење. In Frankreich isst man viel Käse. Во Франција се јади многу сирење.
сега продолжуваме со последниот дел од дополнителната ниво А1 граматика, односно за welche Fragen или прашања на избор. Кој, која, кое и кои. Што се welche Fragen, кога се користат и која е разликата од W-Fragen? За W-Fragen можете да се потсетите од нашето видео за формирање на реченици и прашања во германскиот јазик. Welche Fragen се прашања на избор, односно кој, која, кое или кои. Welche Fragen се користат кога треба да најдеме прашален збор за работи од некоја група, например, алишта, датуми, предмети, што треба да избереме. Да видиме еден пример. Која јакна е модерна? Welche Jacke ist modern? Welche Fragen не се користат кога прашуваме за личности. Во тој случај се прашува со прашање, со прашален збор wer или кој од W-Fragen. Например, кој ја затвори вратата? Wer hat die Tür geschlossen? Значи, welche Fragen не е еднакво на W-Fragen. Како се користат прашања на избор, welche Fragen, во реченица? Прашалниот збор welch во welche Fragen ги добива наставките од родот, зависно од родот и од падежот. Значи во падежот номинатив имаме за машки род der, за женски род die, за среден род das и за множина или плурал die. Според тоа би кажале welche, кој во машки род, welche или која во женски род, welches или кое во среден род и welche или кој во множина. А кога зборуваме за акузатив, пред да кажеме, само да ве потсетиме, можете да ги гледате видеата за останатите падежи, за да ви биде појасно, или за повторување. Во акузатив од машки род der се променуваше во den. Die за женски род си останува исто како во номинатив, das за среден род и die за множина. Според тоа welche Fragen би биле welchen или кој, welche или која, welches за среден род кое и welche за множина кои. Кога сме кај датив, имаме поголеми промени, односно за машки род dem, за женски род der или der, dem за среден род и den за плурал. Според тоа, welche Fragen би биле welchem или кои, welche, која, welchem, кое и welchen или кои за множина. Сега, на welche Fragen се одговара со показна заменка, која ги добива наставките на ист начин како и прашалното зборче.
Да видиме пример. За номинатив имаме der, die, das и die, а показната заменка би била dieser или овој, diese, ова, dieses, ова и diese или овие за множина. Кога сме кај акузатив, ги имаме den, die, das и die, и показната заменка би била за машки род diesen или овој, за женски род diese или ова, за среден род во акузатив dieses или ова и за множина diese или овие. И уште за датив ги имаме dem, der, dem и den, зависно од родот. И според тоа, показната заменка би била diesen или овој, dieser, ова, за среден род diesem или ова и за множина или плурал diesen или овие. Да видиме еден пример. Welcher Rock ist billig? Која сукња е ефтина? Во оваа реченица, бидејќи имаме само еден вршител на дејство, користиме номинатив, а рок е der Rock во машки род, сукња во германскиот јазик е машки род, па според тоа дека имаме машки род и номинатив, еве во горната табела би било welcher Rock. Dieser Rock ist billig. Оваа сукња е ефтина. Значи правилата ги добиваме за наставките на ист начин како прашалниот збор. Сега ќе извежбаме поголем број на реченици за да стане појасно. Welches Buch ist interessanter? Која книга е поинтересна? Во овој случај, со плава боја ни е обележано номинатив, Buch е во среден род, das Buch, и поради тоа имаме welches. In welcher Schule lernen Sie? Во кое училиште учите вие? Училиште е во женски род во германски јазик, а тука во оваа реченица Sie ни спаѓа во номинатив, Schule ни спаѓа во датив и поради тоа имаме датив и женски род welcher. Welchen Rock haben Sie? Која сукња ја имате вие? Во оваа реченица Sie или вие ни е во номинатив, а рок ни спаѓа во акузатив, der Rock, значи сукња во машки род е во германскиот јазик, и поради тоа имаме welchen. Значи, да повториме, најважно е да се знае што во реченицата е во машки среден или женски род или па во множина, а што е во номинатив, акузатив или датив, за да можеме да ги користиме welche Fragen. Четврта реченица, welchen Rock möchtest du anprobieren? Која сукња би сакал да ја пробаш? Значи исто така тука со плава боја ни е номинатив, со црвена акузатив, со зелена датив. Welche Bilder möchtest du kaufen? Кои слики би сакал да ги купиш?
Овде користиме множина во акузатив. И поради тоа велхе. Велхе анцук штет мија беса. Кој костум ми стои подобро? Велхе ринг gefällt euch. Кој прстен ви се допаѓа? In welchem Buch kann man über Medizin lesen? Во која книга може за медицина да се чита? Von welchen Bücher sprichst du? За кои книги зборуваш ти? Welche Schuhe gefallen dem Kind? Кои чевли му се допаѓаат на детето? Welcher Pulli gefällt dir? Кој пуловер ти се допаѓа на тебе? И последен пример. Welche Hose gefällt der Frau? Кои панталони и се допаѓаат на жената? А сега за крај да направиме мала вежба за да видиме што сте запамтиле. Обидете се да одлучите кој тип на велхе фраге недостига во која реченица, зависност од тоа во кој род треба да го поставиме или во кој падеж. Имаме на десната страна табела со реченици, а на левата страна табела со помош. Например, во првата реченица дека рок е во акузатив, односно мала грешка, der рок во оваа реченица е во номинатив и е машки род. Во втората реченица das Buch е акузатив и во среден род, а du е во номинатив. И така натаму. Првата реченица ќе решиме со моја помош. Welcher Rock ist billig? Која сукња е ефтина? Ја имаме наставката R, бидејќи е во номинатив и машки род или der. Втората реченица, welches Buch findest du interessant? Која книга сметаш дека е интересна? Welche Städte gefallen dir? Кои градови ти се допаѓаат на тебе? Welches Hemd passt dir? Која кошула ви одговара? И последно ни остана Welche Hose gefällt der Frau? Кои панталони и се допаѓаат на жената? Ви благодариме на вниманието. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк, subscribe и не заборавајте да го предложите на некој кој сака да го научи јазикот бесплатно. Ако не сте го гледале, гледајте го и нашиот прв дел од истото предавање за дополнително ниво А1 граматика.